Почитувани граѓани, правото на штрајк е загарантирано со Уставот на Република Македонија. Со обструирање на правото на штрајк, не само што власта го гази Уставот на Република Македонија, туку се газат и загарантираните права на работниците според конвенциите на Меѓународната организација на труд, чија што подписничка е земјава. Директорите на училиштата немаат право да нарачуваат списоци со наставници кои го остваруваат легитимното право на штрајк за заштита на своите права, ниту пак имаат право да наложуваат наставниците да одржуваат настава по време на штрајк. Со кое право градоначалниците на ВМРО ДПМН се редат како на филмска лента за да кажат дека настава ќе има, со што дополнително се прави притисок врз наставниците. Власта на Никола Груевски, исплашена од кулминацијата на огромното незадоволство во образованието, направи противуставни законски измени за замена на наставниците во време на штрајк, мислејќи дека на тој начин ќе се заштити. Бидејќи оваа власт не знае ни д од диалог, прашање на време беше кога ќе стане јасно дека наставниците се изиграни, а власта ниту има намера да им ги зголеми платите, ниту има намера да ги укине казните кои што ги воведе со екстерното тестирање. Хаосот во образованието, преоптовареноста на наставниците со непотребна администрација, експериментирање во обемната настава, голем број казни преку кои што се полни буџетот и лошата економска состојба во земјава ги натера наставниците да ги побараат своите права. Ниту едни измени на закон, списоци, послушни градоначалници и директори не ќе може да ја заштитат власта. Свеста на луѓето се разбуди. Враќање нема. Владата на СДСМ секогаш ќе поттикнува социјален диалог, кој треба да биде барање на решение на двајца рамноправни партнери, а не еднострано прифаќање на барање. Зголемувањето на платите во Република Македонија и нивно усогласување со трошоците на живот е потребно не само во образованието, туку во сите сектори, затоа што сме на дното од Европа со висина на плати и стандард. СДСМ се залага за инвестиции во човековите потенцијали, а не во згради, бронза и мермер, како што тоа го прави оваа власт со проектот Скопје 2014 година.